Правото да се застапуваат граѓаните само им е гарантирано по закон. Значи, секој граѓанин во граѓанска постапка може да се застапува сам и да ги презема сите действија лично тој или преку полномошник. Дури кога странката има полномошник, судот ќе повика странката лично да се изјасни за фактите што треба да се утврдат во таа парница или вонпарнична постапка. Ангажирањето на адвокат, како што кажавме, не е задолжително. Меѓутоа, тоа е од суштинска важност за странките, односно граѓаните во постапката, заради остварување на нивните права и интереси. Бидејќи адвокатот најдобро знае во која насока да ја води постапката и на кој начин најдобро да ги заштити правата на граѓаните. Што доколку некој граѓанин не е доволно спремен сам да се застапува, меѓутоа нема ни доволно пари да ангажира адвокат. Во таква ситуација постои еден механизам кој што граѓаните треба да го знаат, а тоа е дека секој граѓанин кој што е во лоша материјална состојба може да поднесе така наречено барање за бесплатна правна помош во подрачното оделение на Министерството за правда во општината кај што живее. Во тоа барање ќе назначи од листата на адвокати за бесплатна правна помош адвокат кој што би го застапувал и трошоците за неговото застапување паѓа на товар на државата. Меѓутоа, тоа само во ситуации кога граѓанинот не е доволно финансиски моќен и не може самостојно да си го плати адвокатот.